Моето патешествие низ руралните предели во Република Македонија ете ме донесе и во Пелагонискиот регион. Наминав и во овој регион да ги видам селата во овој регион, да се видам со селаните, да видам како тие живеат. Моето патешествие по руралните села во Република Македонија ме донесе во средишниот дел на Пелагонија, поточно речено на самиот меѓник помеѓу Битолско и Прилепско поле. Дојдов во селото Долно Српци. Наминав и во ова село да се видам со селаните, да си помобетам со нив, а тие да ми раскажат дел од животната сторија на нивното родно село, селото Долно Српци. Јас сум Оливер Ристевски, инаку роден во ова село. Потекнувам од старо семејство од семејството Ристевски во Долно Српци. Фамилија која си осака своето село, инвестира во своето село и јас им давам како претседател на местната заедница Долно Српци и се гордеам што сум претседател на местната заедница Долно Српци. Моето мото е нашето село да остане живо во иднина, да ни даде Господ повеќе деца, помладок, имаме иднина, светла иднина нашето село и дека можеме да обстоиме како село. Во неколку наврати ќе се обидам јас да кажам некои работи, историски работи од минатото на нашето село. Да речем личната карта на нашето село. Долно Српци, долно е наречено затоа што има уште едно мало селце, горно, не знам како е нивното име на станото Српци, но знам покажување на нашите предци дека нашето име на нашето село Српци е добиено затоа што карактеристично е тоа што нашето село е затворено од три страни, отворено само од една страна. Од оваа северна страна е затворено со ридови, од западна страна е со планина, исто од јужната страна е со ридови затворено и од источна страна на изгресонце сме отворени со поле. Значи можеме да се опулиме кон рамницата наречена Пелагонија, најголемата рамница во нашата држава, значи најплодната рамница. Така го добило името и Српци, личело, наликувало на срп и така го добило името Српци. Инаку од 60-55 година до 60 и некоја година ова село броело околу 2000 жители. 2000 жители по овие пасишта, по овие ридови се напасувала тука околу 15-16 илјади грла стока, шо свињи, шо крави, овци, слука. Во денешно време има останато само уште, за жал, уште едно стадо. Порано се занимавале со стока, живееле стошарство, но во полето почна да се занимава со градинарски култури, со производство на житарица, пченка, пипер, бостан, карфиол, зелка. Значи, и претежно, најголемото, не кажав, најголемото производство е на тутун. Затоа што ова е регион кој добро се произведува тутунот, излегува квалитетен тутун и повеќето од селото 80% се занимаваат со производство на тутун и вадат квалитетен тутун. Рековте дека ова село е мощно старо село. Видовме имате неколку цркви, и питам во тие цркви имаме најдовме и мермерни. Така, тие се докази кои можат да кажат сведоци на историјата на ова село, дека значи тие се камењата кои се со надписи уште од римско време се доказ и сведок дека е ова село многу старо село. Старите некои кажуваат дека дел од селото се доселени од Галичник. Кои се најстари родови фамилии овдека во селово Долно Српци? Па во селото покажување на старите најстари фамилии се и тоа го кажуваат и имињата на комитите таму кои се на спомндлочата. Чечоровци како старо име, Глигуровци, Ристевци, Недановци. Тие неколку презимиња се значи староселци. Има и некои други презимиња, покажување на старите тие се дојдени од други села. Карактеристично е што имаме неколку презимиња како Шабановски, да не го сватат граѓање како навреда, тие се така некои надимаци да речем, и Аврамовски, Кадриовски, Муратовски, тие се презимиња кои се сведоци дека е нашето старо село. Уште завршувањето на Отоманската империја 1912 година, кога си отишле турците од тука,
тие се фамилии кои работеле на тие чифлици и у подошнежно време со своји пари си ги откупиле своите имоти пак да бидат нивни. И затоа останале тие презимиња. Значи, еве пример ќе земам Кадриовци, тоа семејство работело на имотот како аргати на имотот Кадри, на некои си Кадри од она, затоа му останало презимето. Тие презимиња сведочат дека нашето село е старо село и има доста интересни случувања во минатото. Во минатиот век, пред 60 на години, и ова село не го одбегнува миграцијата селоград. Арно, ама исто така има многу фамилии кои што се печалбарски по целиот свет. Точно така, ние имаме овдека една Петровденска средба која се одржува 32-3 пати со ред во ова село. На тој ден се собираат сите иселеници кои, значи таму на местото се собираат сите иселеници кои го напуштиле ова село барајќи својата екзистенција во европските, австралиските, америчките земји. Инаку најмногу имаме во Австралија, имаме во Шведска, исто и во Германија. Значи најмногу во Австралија се иселени луѓето од тука. И поздрав и до нив. Значи најверојатно ќе имат прилика да не гледаат, благодарение на денешниве гости од Марио Продукција Филм. Ќе можат да видат дека нивниот роден крај се уште е жив, се уште постои и има кај да дојдат и да се осеќаат добро во нивното родно место. А или е работа домаќине? Амин. Еве денеска се фати за работа што вика старите, така? Да. Што ќе биде ова што ораш? Па орам ќе сеам пченица. Јас сум Борча Врамовски од Српци Долма. Со што се занимаваш? Се занимаваме со земјоделие, сточарство. Што имаш од земјоделие, што од сточарство? Чуваме крави, житарица сееме во 30 хектари така. Како беше беличето тоа година? Па добро беше, не беше лошо. Како се Тутун справи? садиме и така. Колку имаш ова година тутунот набрано? Па негде 2,5 тона ќе имаме. Ќе има беличе со се вика? Па се надеваме, треба да има. Колку планираш ова година да посееш и што с тоа? Па планирам 15 хектари пченица, после 5-6 хектари јачмен. И така. За пролетно нешто планираш? За пролетно да. Само здраве За рано. тутун и за пипер. Овие 15 хектари што ги имаш, Така. се разбира, не може да се сработи ако немаш поддршка од семејството и ако немаш механизација. Така. Колку члено семејство сте вие дома? Ние сме 6 души дома. Така? И сите сме ангажирани околу земјоделието. Механизација купивме, зедовме 50-50 од државата што дава и така. Што имаш се земено? Па имаме трактори, приклучна механизација и така. Може ли да се живее од земјоделие? Како не може? Па без работа нема, ако сака да работа ќе извади нешто, мора да има приход, разбираш, мора да се работи. Туку вели народот вака, на мобето му нема крај, времето слама купува, времето слама продава, така? Така. Пари го тракторов, пуштай го плугот и да почне семето, да има да родиш, се вика на време. Договорено? Договорено. Да си здрав и жив. Фала, да сте вие. Кога патува низ селава, долу Српци може да се попали село кое што не само што е живо село. Да, доста живо село. Може да се попали со многу млада популација. Да. Некаде до 50 дечина има, кои што училиштето работи, кои што било кое село во Македонија може да му позавиди. Така, имаме 75 деца во школото моментално, дел од нив идат од селото Беранци.
Инаку порано тоа било централно училиште, се викаше браќа Миладиновци, во поднежно време во комунизму, не знам како, од која причина, селото се преместе централата во село Ивањевци и го доби името Кочо Рацин. Значи сега сме ние подрачно училиште на училиштето, на централното училиште во Ивањевци, а инаку можам да се пофалам и тоа е за пофалба дека сме едно село во цел Пелагониски регион, село со добар наталитет. Значи сме село едно во првите села, можам да речем и прво село кое има најмногу младеж. Значи веќе и стари луѓе немаме, се да речем изумреле, го поминале својот живот тука. Својата младост и својата старост се поминале тука во село. Имаме доста млада популација во моментов, можам да речем и веќе немаме стари. Нашето село во моментов има 75 дечина, реков неколку деца, не неколку, повеќе идат беранци. Тука уже имаме ново школо и може да се пофалиме дека имаме светла иднина со тие дечина, се гордееме и можеме да кажеме дека нашето село останува живо. И нашите селеници кои се во странство од нашето село можат да видат дека нивното родно место е се уште живо и можат да се гордеат со таа работа. Јас сум Ангела Аврамовска, сум трето оделение, имам 8 години. Мојата наставничка се вика Сонја Лазаровска. Сега ќе ви кажам брзо зборката бумбар, бумбар, дебелце на застанал на еден трн да одмора и да кивне, 2-3 пати кивнал, се одмори и издигнал, а потем од цвет на цвет, пак забрчил во лед. Ивана Аврамовска. Андрей Милевски. Елена Патриевски. Филип Зајаковски. Бојана Сакваски. Мартина Кебаковска. Антонија Ѓалевска. Тифон Ѓалевски. Значи, шетајќи ни селото, дојдовме во продавницата овде, каде што се собираат вака и постарите членови на местната заедница, да речем. Тука сретнавме една слика на која што се сликани фудбалерите од основањето на клубот ФК Пелагонија во Долно Српци. Некои се уште живи од нив, некои се покојни. Значи, овдека пишува тимот на Долно Српци во 1960 и 61 година. Значи во првиот ред, се долниот ред се Душан Медановски, Стевановски, тоа е некој друго презиме или надимак или прекар, Богоја Недановски, Симон Ѓалевски, Мирко Чачаровски, Благоја Кулевски, Јордан Петровски. Е сега во вториот ред. Во вториот ред се Веле Јанчевски, Чкоре напрекар, Цане Ѓалевски Џарто напрекар, Ило Ѓалевски, Благоја Чачаровски, Борис Петровски и Благоја Зајковски. Овде овој што е без мајца, Благоја Зајковски. Овој без мајца е овој човек што седи до мене овде. Инаку се вика Томе Дамевски. Тој е еден од клубот кој во 60-тите значи го застапувал клубот на ФК Долно Српци, ФК Пелагонија. И од задната страна на оваа слика имаме еден краток спомен напишано од човекот која зголемил оваа фотографија, кој ја зачувал како ваква. Човеков се наоѓа во Австралија и напишал тука, значи, време на една генерација во 60-тите години, значи цитирам тој ова што го пишувал, јас како 17-18 годишно момче растев и живеев во Долно Српци, тоа ми остана најубавиот дел од животот мој и за секогаш ќе остани да се гордеам со српци, иако живеам повеќе од 45 години во странство во Мелбурне, Австралија. За секогаш ваш Душан Стевановски. Значи, тој е еден од овие фудбалери. Клубот постои ден денес.
Еве, момче, овде се наоѓаме во продавница во селово Долно Српци. Затоа ми рекоа дека овдека во ова село доаѓаш често пати. Ајде вака да ни кажеш како се викаш, од каде си и што работиш, што се занимаваш? Јас се викам Емра, презиме ми Ариф. Со сточарство занимаваме, 3 години сум као тука дојдена. Зимно период ние слеземе ваква по ниските мести. Нашава село се наоѓат во општина Центар Жупа, село Новак се вика. Ама високо е за зимно период, не можеме да седнеме таму, слегнуваме на ниските мести тука. Овдека кога ќе дојдеш во селово да пазариш, се вика, да се видиш, ти имаш овдека доста твои пријатели, така? Да. Може да ми кажеш некој со кој луѓе вака, кои ти си пријатели? Пријател ми е председателот на селово Долно Српце, Оливер Ристевски. Доста пријатели има околу село Српце, сите сме пријатели. Зборуваме од сточарство, од земјоделство, тие кажуваат, од не знаеме ние земјоделство како се работи, што се работи. Тие кажуваат од тие работи, ние кажуваме од наша работа. Дали некој вака едно се гордеш кој ти кажа, што силиње имаш, колку пари го продаваш и дали се случува некој да речеш, ала нека вие ова силиње, ова парче е од мене? Да, сирење е многу квалитетно, 220 денари продаваме килото и тука многу трошуваме во Долно Српци, свегде одат сирење во Скопје, пратуваме околу 1000 кантурчиња правиме, негде 6-7 кила, годинава продаваме, за една година толку сирење продаваме. Колку имаш ова година јагнина? Јагниња ќе имаме за ова година околу 600 негде. И дали си задоволен до ова што работиш? Задоволен сме дека субвенција има арно сега предава државава. Задоволен сме, убава паре влегнува. Сега ова да те прашам, беќар си или семен човек? Свршен сум, веритба направивме. Нека ти е... Ќе оженам оваа година во август. Од кај ти е супругата? Од нашава село е, ама живеа во Италија. Не планираш да замеш до Италија и ти да појдиш? Може, понатака, затоа можеме да мислиме нешто. Овдека до тебе се наоѓа и твојот брат, така? Да. Како се викаш, момче? Еркан Ариф. Ти си помлад? Да. Го слушаш брат ти? Малце. Како е овдека? Колку време си овдека сега овде во Долно Српци? 3 година сум. И имаш исто и ти пријатели овдека? Да, исто. Како кажа брат ми, така е. Се вика да сте ми здрави и живи и уште едно нешто. Се разбира кога ќе ја прави свадбата ќе поканиш своите пријатели од целото. Поканиме, кој ќе гледа од тука поканата е за Новак, може да иде слободно. Во август имаме многу свадби, имаме невладина организација тука во селово Новак и правиме што работи трие во странство, за ним правиме фестивал во 15 август, кој сака може да дојде. Отворено е селово наше за Македонија. Значи овде се наоѓаме пред овој бунар кој во поранешно време, кога селото не беше снабдено со водовод, со чешми, со тие работи, селото се снабдуваше со вода за пиење од овој бунар и се переше на овој бунар. Значи, во поранешно време, покажување на старите, тука некаде во близина, имало некој канал или во бунарот внатре тука, кој го користеле како скривница во поранешно време од, да речем, некои работи кои им се заканувале на населението. Јас сум Благојак Дигуровски, од Долно Српци. Роден во Долно Српци. Работев, сега сум пензионер, работев како наставник, учител. Порно ми е да речем учител отколку наставник. Оти наставник може да биде и во предвојничка обука и секаде.
а учител да ги учи луѓето. Пред колку години, ај вака да се сетиш малку како, кај беше првин учител, колку ученици беа? Најпрво бев во секиране на година, после замина војник. Од војска кога си дојдов не може место да најдам. Бев Лисолај 2-3 месеци, Црнеец 2-3 месеци. После дојдов овде бев 2 години и после тие 2 години отидов во Виница Македонска, едно село, Трсино се вика. Таму останав 10 години. И после не може да се вратам. Едно време се вратив, дојдов во Пласница, Киче Сконаму. Таму бев 2 години, 3, една година бев директор. После во прилепските села ги патив Косино и од Косино Боротино. Боротино бев 8 години. Од Боротино последните 16 години пред пензија бев Прилеп во Добре Јовановски училиштето. Може ли вака да се причетиш од прилика колку ученици помина? Овде кој бев во Долно Српци имаше по 2 паралелки најмалку од сите одделенија. Од сите одделенија, по 2 паралелки, по 30 деца може. Во Прилеп исто бев тоа големо училиште. Во Косино беа малку ученици, 20 и нешто ученици. Во Пласница беа многу ученици, таму кај што бев директор. На други места секирани беа 50 и неколку деца, јас ко бев тогај. Сега нема училиште таму. Овде идеа ученици од Беранци, од Шерејца и српци децата во висшите одделени. Ова што да ми кажеш, овде ке сега што седиме, ова чешма овде ке селска како се вика? Ова чешма, некој ја вика Глигуровска, некој Момировска и така овде во ова малата. Овие се одавде Момировци беа, ние сме уште овде последни во малата. Глигуровска чешма. Овде идеа на чешмата, да не речем пола село, ама овој крај нагоре, до Чачоровци нагоре, идеа сите овде лелеа вода, пиеа од оваа чешма, ова се пиеше. Ова реката овде беше чиста. На неја жените переа алишта, котлите ќе ги запалеа онде, ќе топлеа вода, переа алишта овде жените. Водејнци имаше овде. Ние имаме водејнца ваму. Овде има една водејнца, близко, Момировска, нашата е горе. А горе имаше, да не речам, јас точно не знам, а 7-8 водејнци. И си мелеа брашно, луѓето си мелеа, што му требаше се за стоката за нив. 2 цркви има, она е едната поголемата главна црква, ја викаа Свети Тодор, ја знае Свети Димитрија, Свети Тодор ја викаа, по денот што се прославува овде, а ова горе црква има една на Ридо, село е поделено и со гробиштата и со црквите на 2 дела, да речем. Горе ова се вика Свети Аранđел. Соседни села се Беранци, тие се најблиску, во Шерејца, после кој ќе земиме околу, имаме Голем Синур, Ивањевци, малку Лознани ваќаме, да, Лознани, Ивањевци, Древени горе, па да не речам и Лисолај малку, да, и околу долу до Црна река Царлија, Радовор, Добрушево, дотаму беше Голем Синор имаше во ова село. Каде порано луѓето оделе на пазар? На пазар одеа повеќе во Битола, некој пат одеа и во Прилеп. Со што одеа порано? Со што одеа, со магариња, со коњи, со коли, оние со беа запрежни коли, со тоа одеа. Прилеп кој ќе одеа 5 сати, Битола 3-4 сати одењето. Во кој ден повеќе одеа луѓето на пазар, да речеме? Пазарите беа во Битола и така остана среда, ова вторник и петок, а Прилеп имаше среда и сабота. Да ми живее 100 години, ќе може ли така, кој ќе се видиме, па да ми биде здрав и жив, договорено? Договорено, ама не знам. За 100 години не можам да одам. Јас да бидам уште некоја година жив, ќе бидам благодарен.
го напуштам селото Долно Српци, ги напуштам мештаните од ова село со едно ветување дека пак ќе наминам, пак ќе дојдам, пак да се видиме и да си го продолжиме мообетењето онам каде што застанавме. А јас заминувам во другите наши македонски убави заборавени села, да се видам со другите мештани, да си помоабетам со нив и да направам уште многу репортажи.